Во Сојузот на стопански комори континуирано се анализира и се апелира со конкретни решенија за намалување на загадувањето на воздухот во Република Македонија. Според нашите анализи и согледувања, најголеми загадувачи не се индустриските објекти и огревното дрво, бидејќи тие капацитети и дрвото, како огрев, се користат повеќе од 20 години. Проблемот најдиректно го лоцираме во увозот на половни возила, кои секојдневно го загадуваат воздухот како резултат на согорувањето на горивата од старите нееколошки возила. Тие возила немаат заштитни филтри и катализатори и емитуваат огромна количина штетни честички во воздухот. Во Европската Унија, според легислативите, просечната дневна емисија на штетни честички изнесува 50 микрограми на кубен метар, а кај нас, според мерењата на штетните честички на воздухот, изнесуваат помеѓу 10 и 20 пати повеќе од дозволените граници. Најголемите загадувачи, токму старите возила, не ги исполнуваат декларираните евронормативи и ја зголемуваат емисијата на штетни PM10 честички во воздухот. Овие возила, особено во последните 5 години, се внесени во голем број, кога и загадувањето на воздухот покажува најголеми размери. Нивната бројка, според податоците на Царинската управа на Република Македонија, од 2010 до август 2015 година изнесува 191.639 употребувани патнички возила. Свесни сме дека пред тоа ваквиот проблем со прекумерна загаденост над дозволените граници не беше регистриран. Увозот на половни возила е директно поврзан со загадувањето, кое од година во година се зголемува. Во најголем дел од земјите на Европската Унија, давачките при регистрација на возилата се ориентираат според емисијата на јагленороден диоксид, често во комбинација со тежината на возилата или моќноста на моторот. Студијата Зелен раст на Светската банка, која беше промовирана во 2014 година, покажува дека во Македонија во просек 1350 луѓе годишно умираат поради загадување на воздухот. Загадувањето на воздухот, според истиот извештај, ја чини Македонија околу 253 милиони евра, или приближно околу 3% од бруто домашниот производ на земјата. Според извештајот, доколку Македонија се насочи кон намалување на частичките PM10 и PM2,5 до вредностите на европскиот лимит, во тој случај со тоа ќе се избегнат околу 800 смртни случаи, илјадници денови на изгубена продуктивност, а тоа ќе резултира со 151 милион евра заштеда во здравствената заштита на годишно ниво. Сметаме дека треба да се превземат следните мерки. Итно воведување на Евро 4 стандардот за увоз на половни возила. Потоа, воведување на регулаторна политика за CO2, значи јагленороден диоксид, при увоз и регистрација на моторните возила. При увозот на возилата да се врши проверка за исполнување на пропишаните евронормативи. Возилата кои се увезуваат како возила со Евро 3 норматив се стари и до 15 години. И истите го исполнувале овој норматив кога биле нови. Со нивната повеќе годишна експлоатација и употреба, тие повеќе не го исполнуваат овој норматив Евро 3. Ви благодарам за вниманието. Сметате ли дека ова може да допринесат и друштвото,
односно техничките прегледи кои реално според некои анализи покажуваат дека прогледуваат низ прсти на делот од некои односно технички, наместо да им укажат дека не им функционира, односно испуштаат повеќе штетни честици во воздухот, те ги пуштаат како да пројдат технички за да може да отидат на реките. Тоа е втората мерка. Тоа е втората мерка што ја викаме воведување на регулаторна политика за CO2 при увоз и при регистрација. Тоа е втората мерка што ја кажав. Токму на тоа се однесува. Добро, но анализите од терен покажуваат дека не се врши баш како што треба. Затоа викаме, воведуваме, кажуваме, воведување регулаторна политика. Тоа е. А овој дел кога кажуваме исто проверка при увоз. Значи одредено возило кое било произведено и има деклариран норматив Евро 3, значи тоа е од 2000 до 2005 година. Тој норматив го исполнувал кога било ново возилото. Меѓутоа сега после 15 години тоа возило не го исполнува тој норматив. После 15 години користење и поминати стотици илјади километри. Во тој случај, тој што увезува такво возило, треба да направи одредени промени внатре, нови катализатори, нови филтри и во колку, согласно регулативата, се увезува возило со Евро 4 норматив, треба да ги исполнува нормативите на Евро 4. Значи, чисто за ваша информација за што станува збор. Значи, едно возило со Евро 3 норматив на 1 километар поминат испушта во воздухот 0,05 како мерка грамови на PM честички. 0,05. Евро 5 возило, значи тоа се претежно новите возила кои се од септември 2009 година, испуштаат 0,05. Значи 10 пати помалку испушта новото возило со Евро 5 норматив и стандард од Евро 3 возилото. Можете да замислите тоа возило Евро 3 15 години користено, колку PM честички испушта во воздухот во моментов после стотици илјади километри поминати. Овие 250 милиони се во здравство? И во здравство, и во пропуштени работни часови, намалена продуктивност, отсуствување од работа. Дали комората има направена анализа и ме интересира дали ова ќе се свати како заштита на вашите обвозници на новите? Сега разговараме за темата загадување на воздухот. Ние оваа тема во повеќе наврати прилики, како што реков, врз основа на анализи, ја потенцираме. Не го сметаме тоа како заштита на увозници на моторни возила, туку загаденоста на воздухот во Република Македонија, посебно во урбаните средини, ја лоцираме токму во старите увезени возила. Господин Алексов, како човек од бизнес филда, каков е ставот за дел од капацитетите за кои владата ги толерира, конкретно и огром, и им го продолжи рокот, а за дел од капацитетите пак беше децидно дека мора да ги спроведат, како што беше случајот со Макстил. Треба ли да се прават отстапки дополнително, еве да се допринесува за да тешко дишеме си? Значи секој капацитет или правно лице во колку има потреба треба да го почитува законот и законските регулативи, посебно во делот кој се однесува на заштита на животната средина. Према нашите информации и анализи, во моментов сметаме дека најголем и најдиректен загадувач на воздухот се токму возилата кои се движат по градовите, а не толку индустријските капацитети. Да, но со одлуката на владата испаѓа дека за некоја мајка владата, а за некоја мајка.
Добро, друго прашање некој? Сепак тие возила се уште ќе се возат и понатаму ќе се возат. Па затоа во вториот дел кажуваме воведување на регулаторна политика. Регулаторна политика, која ќе одите на технички преглед, која ќе треба да измерат издувни гасови, CO2 и така натаму. Врз основа на тоа има одредена скала. Меѓутоа може и тоа возило да не се регистрира. Во тој случај, при увозот на вакви возила, самиот пазар ќе ја регулира состојбата. Односно, купецот, знаејќи дека не ќе може да го регистрира тоа возило или дека ќе плаќа одредена сума висока за регистрација на такво возило, нема да го купи таквото возило. И тогаш тој што го увезува возилото, во колку е со стандард Евро 4, кој треба подхитно да почне да важи во Република Македонија, ќе увезува такви возила со стандард Евро 4, кои ги исполнуваат во моментот, а не на денот на производство на возилото во 2005 година.